Втор хадис вели Мин хуснил ислами теркуху малаин. Вика, втор хадис, кој луѓето кои би го сватиле, би стекнале вистинска вера. Од знаци на добар ислам кај човекот е да не се меша кај што него засега. Овој поим сега може некој не го разбере. Еве ќе ти кажам пример. Доаѓа еден човек кај Абдулла ибн Омер. Тој ги поправаше кондури. Абдулла, син на Омер, радијаллаху анху, голем Омер. Ги поправува кондури, папуче, чевли. Вели, зошто ги поправаш? Зошто не купиш нови? И тој вели, икди хаджатек, ај терни по пат свој. Јас кога би имал пари, би купил нови. Имам потребата да ми солиш памет. Гледаш? Поминеш покрај човек, прави фасада, зошто ми е жолта фасада? Твоја работа е таа? Купил колата, твоја работа е? Човек не знае дека со еден збор руши. Го рушиш динот, го рушиш вената, го рушиш твојот намаз. Замисли. Брат оди кај сестра, сестра се породила. Слушај го пример жив. Сестра родила и братов оди на посета кај сестра. Сестра родила машко дете, брат и честита. Ка машала сестро, Аллах те почестил. А маш ти што ти купи, што си родила машко? Бил зафатен ништо. Како бе ништо машко му родила? Како маше тој? И фрли фитне. Машот на работа скапан. Доаѓа на вечер жената, ми донесе нешто. Што да ти донесам? Јас ти родив машко. Бам, бум, бам, капка, дутре са бали се разведува. Кој беше крив? Кој беше крив? Човек не внимава на зборови. Човек не пази на зборови. Дека тоа може да наруши. Човек сретнува човек по улица. Ке работиш бе ти? Работам финан фирма. Колку те плача? Прво забрането е, валлахи, забрането е шеријатски, исламски, човечки. Да се мешаш во приватност на луѓе. Кој колку зема, каква пензија, колка пензија. Тоа не е твое. Ке работиш во таа фирма. Колку те плача? Толку. Толку! Ти ваков работер, бе, ти си будала, бе, ќе му работи за него, бе, ти си прост. Доаѓаш кај шеф, одма кавга, одма повикаш, бараш вишок, почнаш да забушаваш на работа, те тера од работа, останеш без работа. Кој е кривецот? Кој е кривецот? Абе, биди човек, биња да пати сме кажа, биди муслиман. Не се мешај во приватни работи. Види човек, што е муслиман? Што е муслиман? Ика човек отиде на посета на еден брат муслиман, кога влезе кај него соба тесна, столови ставени, маса, кујна, нема ке да седнеш, ка седни бурум, овој се стега, недоволно простор, видиш што е муслиман. Ка машала, колкава широчина имаш. Замисли, пејгамбер му вели. Пејгамбер имал соба 2 на 2. Па кога требаше да клања намаз и велеше на Аиша, Аиша, трни се мало во чоше. На Аиша, пејгамбер на жена, трни се во чоше да паѓам на сеќда. А види ти колку широко имаш. Човекот се расположи. Аллаху екбер. Да расположиш. Тоа е ислам. Да човек кој биде тешко да му олесниш. Не да уште повеќе му отежиш. Ова е ислам.